42 години празнување и 42 години откако 11. октомври е запишан со златни букви во историјата на македонскиот народ. Тој ден, во 1941 година, македонскиот народ, по кој знае кој пат во својата мачна историја, востана против мракот, против суровоста и неправдата. Но за разлика од претходните востанувања, кога многу саканата и долго очекуваната слобода и национална независност изостануваа, овој пат 11. октомври беше почеток на остварувањето на македонските вековни идеали. Од тука, од Прилеп, градот Херој и од Куманово светнаа пламените искри на македонското востаничко надигање. Овој пат под раководство на Комунистичката партија на Југославија и Тито во заедница со другите југословенски народи и народности. Тие востанички искри во текот на наредните 3 години ќе се разгорат и ќе пламтат низ цела Македонија, вивнувајќи се до слободата во дел од Македонија. Во тој револуционерен пламен за слободата, братството, единството и рамноправноста на народите, согореа илјадници млади чеда на нашиот народ. Се вградија во слободата, во поубавото денес. Ним денес им одаваме почит и благодарност. Во мугрите на 11. октомври ни навираат сеќавањата на славната епопеја, на злосторствата и херојствата, на понижувањата и инаетот, на плачот и смеата и на почитта кон нејзините актери. Се сеќаваме на времињата кога зборот македонец значеше смрт, кога природната смрт се примаше како неправда што доаѓа како вишок во наметнувањето на смртта. Ни навира во мислите омразата кон тоа време и преданоста кон бескомпромисната борба на револуционерната генерација, на хероите што умираа на нозе, влюбениците во слободата, кон нивниот висок морал што побудува восхит. И овој 11. октомври се навраќаме на изворот на револуцијата и на нејзиниот тек. Овде сме во Прилеп, на самиот почеток на востанието. Четириесет година, пред 11. октомври, јас како член на партија, уште од пред војната, добив задатак да работам и натаки во монополот, сегашниот тутунски комбинат, бев секретар на партиска организација, воено член на монополското партиско биро. Пред да станет востанието, бев задолжен да со една група, како началници на диверзантски групи. Меѓутим, таа одлука поново ме саопшти секретар на монополското партиско биро беше Вера Циривири, Трена. Таа ме саопшти дека ќе нема да ми биде таа должност, ќе бидам поново оставен за континуитет во партиската организација, а не бев доделен за да излезам во партизани. Односно, првата верзија за началник на од диверзантските групи отпадна, односно и одмени местниот комитет на Комунистичката партија. На самиот ден на востанието, односно на 11. октомври вечерта, ние како членови на партија, дури и скоевските организации беа обавестени за дека вечерва на 11. октомври ќе отпочне востанието. Јас бев тогаш дома и очекував првите истрели. Така да недека околу 10 сато се слушна пукање, цела ноќ не спав. Бев ќевлија, радосен за отпочнување на востанието. Другиот ден излегов ја од дома да видам што е станато низ градот, како се сето тоа дискутира во градот, како се коментираат уствари во градот. Дознав дека во градот има доста ухапсено, односно затворено, и меѓу ними затворени беа многу честни граѓани кои врска немаа со организацијата и со самото востание. Ние, комунистите, бевне опрезни, моравме да бидиме,
како полуилегални, за да не дојдеме до хапсење. Имаше меѓу тие затворени другари наши, имаше и во затворот имаше и наши другари. Убаво се сеќавам, ми остана во сеќавање, разбира дека преку 900.000 души можда имаше затворено. Меѓутим тоа остана многу, тие затвора остана многу малци. Некои кои беа порано компрометирани како комунисти беа задржани подолго време затвор. Меѓутим не беа извадени пред суд, а на судот беа после другари кои беа издесени во самите партизани. Нападот на участокот на самиот ден 11 октомбар го изврши Душко Наумовски заедно со првоборците од првата партизанска група, што беше Миле Коке, онда Целеч Гуре и другари кои го извршија тој напад. Со окупирањето на нашата земја од страна на германскиот и бугарскиот фашистички окупатор, другарот Душко како организиран скоевец работеше во тогашните масовни организации, како спортското друштво Гоце Делчев, музичкиот актив, музичките приредби како журовите, матинината, екскурзите и друго, каде се манифестираа сите културни па и спортски настани во градот Прилеп. Во тој период през 1941 година ние како членови на КПО со браќата Корубинови го држаме на другарот Душко на скоевска врска како близок на партијата и како кандидат за член на партијата. Во втората половина на 1941 година браќата Корубинови беа со партиски задаток доделени во селото Варош, каде истовремено се обработуваа тутун. Другарот Душко остана на лична врска со мене, да го припремам за член на КПО. Ко таков на другарот Душко му имам поставувано разни партиски задолженија, како растурање на илегален материјал, и то летци, билтени, пишување на пароли, збирање на храна, пари, алиште и друго, за народно-ослободителното движење во Македонија. Гледајќи да поставените партиски задатоци, другарот Душко ги извршува доследно, оддано и на време. Така да на 19. август 1941 година се изврши првиот напад на железничкиот тунел кај селото Гостиражни Прилепско. По тој повод неколку другари паднаа во легалство, од кој почна да се формира првиот партизански одред. За таа цел падна директива да се испраќаат во првиот одред луѓе претежно компрометирани, најсмели, најхрабри и то организирани другари. Во тој период, кон крајот на месец септември 1941 година, на еден состанок со другарот Душко му постави ведно прашање: што мислиш ти, дали би отишел во партизани? Гледаш во Србија и другите краишта на Југославија се разви и стана масовно партизанското движење. А кај нас уште не е ни почнато. Како ќе го истераме окупаторот? Како ќе ослободиме Македонија? Другарот Душко без двоумение ми одговори и се согласи. И ми рече: би отишел уште веднаш. Како другарот Душко ми даде начална согласност за одење во партизани, јас известив кај повисоки партиски органи. Имаме еден смел, храбар и то кандидат на член на КПО, кој би можел да оди уште одма горе во одредот. Во почетокот на месец октомври 1941 година добив директива нека биде готов другарот Душко да по добивање на врска одма истиот да биде испратен во одредот. На ден 10. октомври 1941 година го известив другарот Душко на еден летеќи состанок во Воденички камења, и то поручек во 16 сатот. Во Расанникот да бидеш готов за заминување во одред. Спреми се со што ти е потребно. Екипирај се добро. Земи го пиштолот од татко ти. Поручекот точно во 16 часот другарот Душко дојде на закажаното место во Расанникот негов. Екипиран добро, со високи чевли, и го зел пиштолот од татко му со сите куршуми. Во неговиот Расанник разговараме за ослободителното движење, за тешкотите и напорниот пат на револуцијата. Во тој момент дојде татко му и ние се тргнавме на долниот дел на Расанникот, кај спорениот пат, само да не види. Така ние продолжиме со разговор за револуцијата. Во тој момент почна да зајдува сонцето и му реков на другарот Душко: ајде, биди готов, припреми се, излегуваме. Излегувањето беше од спорениот пат на Расанникот. Тама што почнеме да излегуваме, во истиот момент стаса врската од првиот одред, каде со другарот Душко се поздравиме и реков недогледани се разделивме. Така да на 11. октомври 1941 година на другарот Душко Наумовски му се падна најголемата чест и гордост да го изврши првиот најсветло задаток на партијата.
За цело време, додека бугарската полиција и војска беснееше низ градот, меѓу тие граѓани беа голем број и луѓе кои беа соработници со бугарите, како што разбираш, нели, беше Милан Џурлук, тој му вика, аз сам българин, мар како българин, вика, и него го приведа во затвор, меѓутим други одма го ослободија. Значи, по моје сеќавање, ова акција на 11 октомбар е устварни и акција кај што е запален факелот за народното востание на македонскиот народ. Борците кои излегоа, со голем ентузијазам излегоа, борците кои излегоа, разбираш, тие беа решени на се, решени и на својот живот да го дадат за ослободување на македонскиот народ. И голем број од тие другари наши денеска ги немат, а ние ги живееме, ги користиме благодетијата нивни. Поголем замав востанието ќе земе во првата половина на 1942 година, кога беа формирани повеќе партизански одреди. Насекаде непријателот се чувствуваше несигурен. Најголемиот дел од петтата бугарска армија од есента па до крајот на 1942 година е во постојана офанзива против партизанските одреди. Следната 1943 година востанието зеде многу пошироки размери. Бројот на одредите постојано се зголемуваше. Од посебно значење беше и формирањето на Комунистичката партија на Македонија, што представуваше признание за зрелоста и способноста на македонските комунисти во водењето на оруженото востание. Тоа доведе и до голем прилив на нови борци во партизанските единици и до нивно прераснување во батальони и бригади. Батальонот Мирче Ацев формиран е кон средината на месец август 1943 година или поточно на 18 август. Формиран е на Славе план. Формирано е по наредба на штабот на зоната, на друга оперативна зона, а во врска со заклучоците од саветувањето во Преспа, каде што е одлучено дека треба да се преди на формирање крупни оперативни единици на Народно-ослободачка војска на Македонија. Баталионот имаше 3 чети, секоја чета по 3 вода и секој вод по 2 оделења. На свечаното формирање на баталионот присуствуваа представници од сите партизански одреди во Западна Македонија и учествуваа масовно селаните од Дебарца. На свечаниот дел прочитано е писмото на главниот штаб, во кој покрај другото се кажува дека формирањето на баталионот значи пресврт на развојот на партизанските одреди во Македонија и дека треба секој борец и старешин да биде поносен што учествува во овај свечан историски чин. На свечаниот дел зборуваше комесарот на друга оперативна зона, Јосип Јосифовски, свештарот. Тој покрај она што го кажа за развојот на покретот во Македонија, во Југославија и во тој дел, во Западна Македонија, за борбите на одредите, за успехот на Народно-ослободачкиот покрет, тој истакна дека е чест на секој кој беше во стројот, што е припадник на прва оперативна единица. И му зажали на баталионот многу успех во борба и во натамошни действија. После тоа баталионот положи заклетва
И потоа стана општенародно веселие, каде што покрај борците и старешините учествуваа и мештаните од Еварца. Создавањето на баталјонот Мирче Ацев дојде као резултат на растот на народно-ослободачкиот покрет во Македонија и на интензивирање на борбените акции цела територија на Македонија, а посебно во Западна Македонија. По капитулација на Италија во западниот дел на Македонија беше создадена голема слободна територија која поседна партизанските сили што ги имавне на ова подрачје. Овие снаги се создавани во раната пролет се создадени 43 година. Тие со своите акции што ги изведува на ова подрачје, толку добија оглас да за неверојатно кратко време свртеа внимание на себе ко едно од жариштата на револуцијата со онај прилив на нови борци, на нови снаги, изголемување на бројчениот состав на овие единици што се постаса. А со капитулацијата на Италија, главните наши оперативни снаги беа упатени на бугарската територија преку демаркационата линија да делуваат, они по некои сретни околности, разбирајќи за капитулацијата на Италија, брзо се повраќаат и се најдуваат веќе со еден ден, два задостување, нова подрачје и превземат акции да поседнат територијата. Партизанскиот одред Кораб и Кичевскиот партизански одред, односно првиот и вториот одред на првата оперативна зона, кои беа на Илинска планина, за 2 дена се префрлет на ова подрачје и стасуваат на 11 септември 1943 година да запоседнат Кичево. Баталјонот Мирче Ацев, кој изврши 2 дена пред самата капитулација на Италија напад на карабинериската станица во Белчишта и беше упатен и он да делуват како и двата одреди во реонат на Крушево и он разбирајќи во Цер за ова што се збиднуваат назад и само иницијативно и тој се враќат и он со еден ден за достување на 12 стигнуваат во Кичево. Но ова подрачје покрај овие првиот баталјон и двата одреди на првата оперативна зона, имаме уште делуваат и партизанските одреди. Малесорскиот, кој земат удел за ослободување на Дебар, заедно со Дебарскиот баталјон, Дебарскиот партизански одред на Аджилеш. Потамо имаме одредот Слава и во формирање, Реканскиот одред кој делува на подрачјето Горна река. Меѓутоа, со самото ослободување и поседнување на оваа територија, со оглед на огласот што го поприми и моралниот и политичкиот престиж што го има движењето, неверојатно брзо се зголеми овие единици. Така да првиот и вториот одред на првата оперативна зона стана веднашка баталјони. Наскоро по ова стигне и други снаги од политичките затвореници од логорите и затворите во Албанија, во кои имаше и посебни групи, на две групи дојдоа и политички затвореници од Косово, кои покасно се формира два баталјони. Така да имаме ние снаги да поседниме целата територија и поседна нашите сили. Држањето на слободна територија веќе нешто друго се измени со држањето. Еден нов задатак попримија партизанското. До вчера беа агресори кои напаѓаа, кои војува партизанско, се најдува во една позиција да бранат некоја територија. Меѓутоа, рано беше уште секој пат да партизанското движење и покретот опште поседнува територија да и по секоја цена бранит. Меѓутоа, слободните територии ко бази, ко придобивки за ширење на движењето уште како не беа нужни и ние во главном во војно-политичкото раководство одеше сметка да се не сопри на тој стационират овие снаги, што ги имаме партизански, веќе со територијалните одреди што ги формирија покасно, треба тие да затворат и да чуват
рамките на слободната територија, а брзо формира еден група на батальони и упати пак да делуваат преку демаркационата линија во Крушевско, Азот и натака, ко група на батальони, така да ние веднашка по ослободувањето се најдовме, и јас во батальонот свој се најдов на ова територија. Другите снаги, ко вториот кичевски батальон, тој во главном требаше да затворит приодите кон север, кон Гостиварско и према бугарската граница. Одредот, партизанскиот одред Славеј према Ботун и на Струга, правецот на Струга, другите снаги према Мавро, реканскиот одред, а веќе Дебар веќе беше во нашите раци, под Лабоко, уште секој пат партизанските снаги се недоврзувани на слободната територија што држава Албанија. Почна во слободна територија да се развиват не само војните активности, него и сите други кои обележува создавање на една нова власт, создавање на као зачеток на слободна Македонија. Создавањето на баталионот Мирче Ацев, тој е создаден како оперативна единица. Тој не беше везан за територијата на Дебарца. Тој е формиран тука. Другото обезбеđење го вршеа локалните одреди и селските стражи. Така да баталионот одма после формирање, после неколку дена доби наредба и крена за Крушево. Требаше со уште 2 одреда да го нападнат Крушево. И во самиот тек на припремите за тој напад дојде до капитулација на Италија. Така да баталионот мораше хитно да се врати назад. Покрај ова, баталионот уште 2 пати се префрли на бугарска територија. Еднаш во борба за ослободување на Крушево, а другиот пат борби водеше со бугарската војска во Пореч, Велешко. Баталионот действуваше самостално и действуваше углавном вон територија на Дебарца, се до формирање на прва бригада, Македонско-Косовска бригада, кога влезе во составот на бригада. Додека во Кичево, во Дебар и во другите населени места се одржаваат митинзи, зборови и така натаму, народот се дава на веселби, доживувајќи слободата. Војно-политичкото раководство не губи време, она оди да уцврсти органите на власта, оди на легализација на народно-ослободителни одбори, формирање на повисоки форми на организација на општински и на околински народно-ослободителни одбори и конечно завршају со формирање на војно-заднински власти кои натака требаше да превземат држењето на слободната територија. Во овој период на консолидација на животот се создават и испаѓат и одредени нужди за потребите на народно-ослободителната војска во формирање на разни работилници и така натаму, кои требаат да служат за обскрба на овие единици. Сета ова улога превземет органите на власта и војно-заднинските органи на власт. Во овој период, веќе во таа консолидација се одит и се размислуваат за согледа школите, веќе 3-4 години беа изоставени една генерација на ученици, да се создадат и првите школи на македонски јазик. Во истиот период и свештеничкиот собир, местните свештеници одржаваат свештенички собир, каде веќе основоположници стануваат на автокефалноста на македонската црква. Пред почетокот на децембар месец, со еден концентричен напад, со знатно ангажирање на германски снаги, дојдува до повторно
напад на слободната територија. Гледајќи апсурдноста војно-политичкото раководство се брани по секоја цена слободната територија, имајќи предвид за атоците што стоја на овие единици, донесуваат одлука да со главните снаги се тргнат во егејскиот дел на Македонија и се во Тиквешкиот крај и натамо да се продолжи борбата, пропуштајќи ова слободна територија на овие снаги, да би се покасно повторно вратиле, што стана во раната пролет 44 година и во еден офанзивен налет повторно ослободит ова простана територија. Од слободната територија во Дебарца, од селото Црвена вода, главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија во почетокот на октомври 1943 година упати манифест до македонскиот народ и до народностите од Македонија. Во овој документ се изнесени целите и карактерот на ослободителната војна, кој учествува во неа и кој ја води, односно кој е начело на таа борба. Истакнати се и основните програмски начела врз кои ќе се темели положбата на македонскиот народ во заедницата на народите во Југославија. Во манифестот се вели дека македонскиот народ и народностите ќе имаат полна рамноправност во идната југословенска заедница и слободен развиток по принципот на правото на секој народ на самоопределување. Манифестот на секаде најде на добар прием и неговиот повик на решителна борба со воодушевување беше прифатен. Тоа особено дојде до израз во големиот прилив на борци во единиците и во разновидните форми на отпор против окупаторите. Херојската борба, што беше започната на 11. октомври 1941 година, беше кронисана на 2. август 1944 година. Тој ден, во манастирот Прохор Пчински, македонскиот народ ја манифестираше својата национална гордост, конституирајќи ја македонската држава на првото заседание на АСНОМ. Среќни и горди сме на 11. октомври, тој предвесник на слободата, на слободната македонска држава во рамките на Југословенската заедница. Во слободата, врз урнатините што ги оставија дивите орди, се раѓаше новиот живот. Со еланот на борците и граѓаните никнуваа нови и нови објекти, фабрики, патишта. Со огромни чекори се одеше напред кон поубава и посветла иднина. По тој пат не секогаш без пречки и проблеми, но секогаш со истрајност и решителност во битките против се она што се испречуваше пред одот на револуцијата. Насекаде е видлив растежот на земјата, на цел еден народ. Неспоредлив материјален и општествен напредок. И денес се навраќаме на нашето најсветло револуционерно минато и се напојуваме од него со нови сили во остварувањето на нашите секојдневни задачи.